Тој за мене секогаш ќе представи еден музички градски фраер, баш така ќе го наречам, и вистина ги заслужува сите епитети. Вистина, ако некој создава или е вистински медиатор помеѓу джез, фьюжн музиката, етно и така натаму, тоа е неговото име. Ѓоле Максимовски денес во утринската на Телма како една музичка рефлексија, така го крстив денес и музичкиот наслов, оној што ќе стои денес во моментот додека јас ви давам само најава. А дами и господа, може сега кадровски да си го проследите нашиот Ѓоле Максимовски, кои по 2-3 години, Ѓоле, така се среќаваме во студиото на Телма. Пред 2 години се видовме. Пред 2 години. Да. Тоа беше една календарска пандемија кога се сретнавме тука. Да. Добро ми дојде. И се сеќавам како и секој пат кога локомотивата продолжува, ако последно нешто застанавме тогаш, се сеќавам на проектот кој што го имавте со Кали. Да. А сега продолжува секако, нели, твојата формација во многу делови од сферата на музичкото постање низ Скопје. Како си ми? Добар, фала. Вие? Добре. Да ти кажам, како една ние утринска локомотива, секогаш ние некако и убаво заокружување со вас уметниците на крајот. Едно ослободување на глорификација на музиката, така што драго ми е што можеме да ги проследиме днес. Па овие се 2 нови музички видеоматеријали, така? Да, првин благодарам што ме покани. Секој време. Стварно реткост е кога некој поддржува толку многу македонска, да кажем, инди сцена, независна сцена и музичари кои што се бават само со тоа во животот. Значи, пред 2 години кога се видовме со Кали, кога дојдовме тука, бевме на промоција на преработката на песмата Љубов ми вети ти, девојко Љубов ми вети ти од Шпато. И ствари тоа беше почеток на овој цел мој проект, кој што има работен наслов Holy Mood. Таа беше вокална numера кај што пее Кали и Пере од Нокаут, а ова е сосема нешто друго, ова е инструментална музика. И да, овие 2 спота што ти ги донесов за денеска се едни од првите песни кои што ги промовирам овој месец-два во етерот. И тоа благодарение на носачот на звук, како што велиш Hollywood Music Session. Да, меѓутоа тој носач на звук се уште не е готов, а е се комплетира? Да, во најава, да. Многу често знам да ги прашам ветераните во музиката, апропо ти, дали денес, барем можеби за музичарите е исплатливо се уште да се стандардизира, ако ме прашаш мене да речам од оваа страна како слушател, конзумент или да речам во случајот како медиумски работник, секој пат би сакал сега да споделуваме статистики на продадени албуми, како што тоа се случува во светот, на продадени плочи, на прислушување на плочи, набавени преку интернет, преслушање на Spotify денес и така натаму. Дали денес ти, како ветеран во музиката, ќе кажеш се исплати да се издаде музички албум, проект, ваков, да речеме на носач на звук? Па мислам дека секогаш се исплати. Не е до парите, не е никогаш не е било до парите, бенефит. мислам. Така. Ние, јас, тебе зборам за мене, во ова сум од секогаш не заради парите, ради љубовта кон музиката и кон инструментот кој што го свирам. Значи, сега се други времења од порано, битна е гледаноста на нели лајковите на Инстаграм и така натаму и така натаму. Дали се исплати секогаш, па на крај краишта ако извадиш некој CD или LP ќе го употребиш како визит карта. Слушај, ова е моето алиби. Ова го имам ставен, тука е. Да, и кај фановите, кај поддржувачите на музика и кај луѓето кои што работат бизнис од музиката. Имено. Да. Успеваш сега некако да донесеш и на интернет сцената, интернационално можеби музиката на не само Кабадајас, нели, каде што си дел од, нели, да кажам, основоположник на сето ова. Се сеќам 2012 почна целата приказна на Кабадајасов. Да. Така беше? Да, тоа ни беше првиот албум. Се сеќам во националниот сервис имавме ние тогаш интервјуа за истото. Така е, да, тогаш почна, вториот албум ни беше 2018-та. Малце ковидот не фати, сега сме во блага пауза, меѓутоа тука сме со дечките, се гледаме чепати. Имено. Ако те прашам сега за годинава, ако добро ја започна, како ќе продолжи, да речеме, дали со заокружување на видеоспотови, да, ајде дај Боже да биде и промоција на албумот еден ден или кога ќе најавиш и ќе дојдеш да ги најавиме секако датумите, дали се очекуваат
концертни активности или Да. не знам, ајде да кажам повторно враќање на Кабадајас од можеби таа мала музичка хибернација и пауза. Можеби, меѓутоа тројцата сме во тотално три различни проекти сега. Сите имаме моментално други работи. Дино има свој проект кој што се вика Ларта, со кој што снимивме албум. И не чекаат настапи. Зоче си работи со Сдруженијето на џез музичари, е многу зафатен и Имено се Џоре радувам Максимовски ради тоа. ни дојде премалку простена дигресија во студио. Честитки, секако и ти си дел од таа џез заедница и здружение, за тоа што се Мање и више. унифицираше, некако се институционализираше можеби нели самата џез заедница. Да, секоја чест, мислам, голема поддршка за луѓето кои што стварно пуштаат крв за да успеат во тоа што го работат. И на крај крајева јас со мојот проект Максимовски Юнајтед. Инаку ме праша пред 2-3 минути како ти почна годината, една каде тераш. Значи, концертната година мене со овој бенд ми почна од лани. Имавме еден концерт во Куманово на џез фестивалот, потоа свиревме малце клубски, низ Скопје, свиревме, бевме во Србија како гости на џез фестивалот во Шабац. Моментално сум во преговори со неколку фестивали, така да, како што е почнато, мислам дека зема добар замав и пред да излезе самиот албум, имаме уште неколку настапи, во преддоговори сме и се надевам дека после промоцијата на албумот ќе има повеќе. Инаку во моментот додека ти си во кадар, оди делот Сакам, ако не се лажам. Така тоа е тоа. Приже може да одиме. Слободно со Сакам, тоа е исто така дел од твој личен печат, кој што ова сме јас и ти на тело. Не, ова е Деспина, да не. Да, сега. Деспина може бидеше? Па, да. Па може да одиме со Сакам. Исто така дел од овој проект. Да. Еве ни го, ако не се лажам, Пајак. Да. Ова е снимено, Джигер. претпоставам. Да. Претпоставам дека ова е студиска атмосфера. Да, ова е лайв снимка од кај Live Александар. Лайв сешн е ова. Мислам, тоа е студиска снимка, ама е снимана во живо. Браво. Сакавме да го фатиме тој амбиент и таа возбуда која се снима во живо. Мислам, тоа ни беше целта. Џуле, кажи ми, мастерингот целосно се прави тука? Да, На звукот? да. Ова до сега што го слушаме, да. Браво, браво. Ова е снимено кај Александар Ристовски принц во студиото и аудио и видео. Поздрав и до него, он е дел од екипата на овие снимки. Поздрав до принц, да. Да. Знаеш како, за оние кои што можеби некој пат прв пат ќе те запознаат вака и визуелно, бидејќи знам дека најчесто твое поле на реагирање и интервенција е сцена, ама малкумина или многумина не знам, ајде да речам од поновите генерации, ќе знаат дека беше дел од трието на Владко Стефановски, сега како ќе, ајде, Мугер Фугер, Темпера, Архангел, Темпера, да. Сериозно, Сет. како бас гитарист, колку се тоа имаше силно влијание за денес да бидеш. Сите тие бендови. Бидејќи тоа е различна формација, различна енергија, различен табиет на луѓе, различна епоха од животот која што Епа пред се јас уште кога почнав да свирам бас гитара, јас уствари ги учев песните на бендовите од мојот град кој што веќе беа етаблирани, значи Леби Сол, Архангел, Гаро, Парамециум. Значи веќе кога почнав да свирам со нив, бев да кажеме гуштар во таа работа, меѓутоа доста бев амбициозен да свирам со нив и ете, некако се деси да свирам долги години, да соработувам, да станеме пријатели и соработници и така натаму и така натаму. И сето тоа доведе до ова на крај. Именно. На крај. Мислам, не е крај, Денес- него продолжеток. продолжеток. Затоа денес, како што ти, како се нарече, гуштарот доживеа метаморфоза. Па да. Сосема поинаква, нели, во овој дел од живењето. Ке ти посакам вистина да се видиме за скоро повторно, Фала за да ти. ги најавиме датумите на можеби твоите концертни активности. Така и вистина, промоцијата. Мене тоа ќе биде Каде многу што ќе значено. ве поканам Со да задоволство. дојдете, сум ќе бидеме среќни. Камерата на Телма ќе биде, знаеш. Фала ти. Да него можеби ајде сега нели да се глорифицираме себе си, многу би било непристойно нели да збориме за лично како медиум, ама мора да си го пофалиме Телма како медиум бидејќи секогаш
се обидуваме барем да бидеме на местото на настаните, како што е во случајот нели музички проекти и спектакли, така што да знаеш дека ќе бидеме таму. Фала ти, ве чекаме. Биди Ајде, поздравен, чао. поздрав до Биле. Вистина Фала. ми е многу драго што така сме си тука поврзани и секако до цело семејство. Фала, исто и ти поздрав до сите сакања. Така, љубов и сакање. Ви поздравувам, ви благодарам што бевте денес. Па ако од вас беа барем 4 часа нутринска телма, храбро издржавте изминативе 4 часа. Ако успеавте барем нешто да украдете некоја минута, се надам дека уживавте. Утре повторно ве будат Кате, Ненад, Горан и Марија и целиот тим кој што ќе ве чека. Фреквенција Телма 6:55. Чао, чао Македонија.